Здраво и живо, драги мои верни пратиоци. Сум приметил кога првиот дел ќе ми пројде бомбастично и ударно, фамозно, масовно гледано и коментирано, драматизирано, фама правено, да по редот на нештата мора да иде и втор дел. И у втор дел сум многу поспремен да немам ни за прв дел ливче нешто подсетник, водилка да правам, да се спремам, туку лупам од тепка, а па кога ќе го ислушам првиот дел, ми се прави више у глава некој концепт и многу подобро го терам у двојката. Што и ако не знаеш како гледање добрите како прават, и ќе дознаеш. Еден Холивуд чим прв дел ќе го направи на филм да биде бомбастичен и да биде популарен и фамозен, двојката му е загарантирано дека ќе биде лудница и да не му проаѓа на стара слава. Кај мене двојката е па и уште подобра од Кецот, да имам загарантирано и серијалот безброј да можам да ги терам натака. Но да се вратиме на Бог, на религија и која е проблематиката разработена у првиот и вториот го цепаме. Да, дефинитивно е факт, има виша сила, енергија, има светови кои не ги познаваме околу нас, кои се мистични, кои се нели на другата разина, на другата димензија, на нешто што ние не го познаваме. Мислиме дека ако прочитаме книга две религиски, натацна таму не ги дале тајните и знаеме дека све што вреди, ние последни го дознаваме и откриваме. А таму чим е дадено за обичен народ, за цел свет да чита нешто и дознава, тоа е, како викаат, после војна, тоа пишува историјата, е така и со Библијата, и нели реков, говорам за неа како моја религија, не ги зијам другите да ги коментирам, да не ме сватат како нешто напаѓам против и да испадне караница. Овдека си давам право да, нели како моја си ја застапувам и своje видување давам, кој моја, наметнато моја, која не би ми ја кажале ко дете, ни на крај памет не би ми дошло дека има религија, богови, тантара-пантари, сите тие приказки. И сега како е тоа све склопено, измиксано, да голем дел од тоа е факт, историја, работи случајни, и са таму кога читаш тоа и не може ке ти дојде ке ти каже како бе нема, се десило тоа, се десило она, имаш да видиш докази и денеска, градом струшен, Содома, Гомора, сулфурни лоптици, паѓале од небо, Господ фрлал, тепал, запалувал, таму градовите кои биле неморал, блуд, ги пеплосал. Да си викам сега, ајде тие делови се неоспорен факт историска, ама па оние делови научна фантастика да сме почнале сите до денеска, сме се разградиле од Адам и Ева, од змијата, јабуката, преварата, од дедо Ное, бродот, тамбурата и животинското царство ја завеслал у потокот. Потокот кој десен на цел светој потоп и неоспорен исто факт, сите религии, истории, записи од пред 6007 говорат и има докази на планини на 3000 метри наоѓа школки, што нормално некад имало некоја таква катастрофа која ни говори, ни сведочи, што тука не се бунам на тие работи, како е мощно два пар машко и женско, да од нивни деца сме разградени од инцесијата, да речеме, до денеска 8 милиарди, која е проста математика, врати си го стебло фамилиарно, ти кој слушаш еден. За ти да настанеш, мајка ти и татко ти требале. За мајка и татко ти да настанат, едниве баби и дедо, другиве баби и дедо. За другиве баби и дедо и другиве баби и дедо да застанат, требало нивни мајка и татко, кои имали нивни баби и дедо и други баби и дедо, и така ги се расцепа работава за еден денеска што постои, у минатото требало милиарда да има потомци стеблото негово, за он денеска да тука тапацира, филозофира, видеа снима. И сега дека од двајца
пар се стигнато од ова свет денеска, контра кој ќе враќаме проста математика, е невозможно по ниеден факт и логика и математика не лажа. Ако негдека се работите цврсти и темелни, тоа е у математиката. Ако 2 и 2 се 4, врти случаи, не можеш да ги направиш 5 или 3. Што ете некоја научна фантастика. И тие све што се такви научни фантастики што луѓе кои се дудуци и слепо веруваат у нив се, според мене символики да ушифра некој код, ти отворат очи да знаеш на кај да тераш, оно што вика да ги следиш знаците на патот, а не дека сварно биле Адам и Ева у рајот, дека змијава им шепкала, јабука им фрлила, па не било јабука, било смоква, па листот било дудинка, не било дудинка, било двинова лоза, значи забегување да нема каде. Или она што е со постовите, со такви некои работи, се Господ создавал тука од микро до макро да бескрајно тоа, кога ќе му влезеш, навлезеш у проблематика, у наука, у села таа тема бескрајна, и оп, сега све среди дојде да ни дава задачи, правила, од тој датум до тој, постиш ти прави, рачунај, сега ти прави диета, ти спремил, што треба да јадеш. И замисли, вие таму ќе јадете тоа, не смеете тоа, вие ќе ја прави тоа, не смеете тоа, од толку до толку сад смеете, од волку не смеете. Чекај бе, Роки, не заебавај. Ова се размислување на прост народ сега, не се лажеме, можда некој ќе се навреди, ама еден Господ да го ставаме на ова мисловна, на ова ниво на интелигенција, мислам, го вреѓаме Бога, го правиме дека е дудук, некој да со такви смешни и банални работи ја тупи главата еден Севишен што креирал нешто бескрајно. Знаете ли кој ќе се рече една светлосна година што е тоа? Ако ќе рече оддалечена е, лупам се, Марс, 100 светлосни години. Таа галаксија таму 1000 светлосни години. Пази се, пошто немате поима, верувам 99% светлосна година као се рачуна, да од Сонцето зракот што патува да стигне до земјата наша, се ова карикирам, не сум гуглал да се спремам, али мислам дека беше 8 минути му треба кој ќе тргне светлината од Сонцето до кај нас да стигне. Е па се 8 минути. За 1 сат да се направи, колку ги треба? 7 по 8, 56, 8 по 8, 64, значи негде 7,5 пати у 1 сат, тој зрак што патува од Сонцето и до кај нас, 7,5 пати уште толку да отпатува треба за да формира 1 сат. Таа далина ќе биде 7,5 пати кој од Сонцето до тука. Вау! Па сега тој 1 сат, замисли за еден ден да се формира 24 часа, удри колку пати треба тој зрак кој од Сонцето до кај нас да цепа. Со само еден факинг ден. Па кај една недела, па кај еден месец, вау, 1 година, човече, замисли која е таа далина. И која ќе запуцаат овие научници, 1000 светлосни години, 100 милиони светлосни години, 200 милиарди светлосни. Чекај бе, Роки, бе. Знаеш ли што збориш ти, бе? Седни одмори, пи кафе, врати се. Само ти види, зракот, колку му треба 8 минути од таму до тука за 1 сат, која е таа далина, а не ти да лупнеш 1000 светлосни години. Тоа е само, ева, ако е така, како што научниците велат, па сега видите која е таа далина, огромни пространства, а тоа само до кај сме ние добациле, а уште има до бескрај. И сега една таква величина на Бога, кој тоа све го креирал, нели, ние го ставаме на ниво, ни правил тука диети, ни правил некои закончиња смешни, бедни, ни правил некои... Тоа се све човечки умотворби. Се гледа од авион дека ето кој како тепал ни историјава, си ја веслал по своја, ја терал, ја менувал, ја правил и Библијата и све надалje така натака. И можда не ја менувал, ете нека биде дословно како што ги наоѓале папируси у Африка, што исто е чудно, што мајка барале у Африка ако тргнувале од таму кај што ни се пласира причата. Али ете да речеме, вака така стигале у Африка и нели ги најдој, докажа, еве,
све е така како што пишува, окей. Ама дали тоа е така протолкувано и сервирано на нас, пласирано, гледаме дека секој лидер, водич на духовно-религијски по своje ја весла, ја објаснува, ја кажува, ја преведува, крајот не му се наоѓа. Тргни ти само тоа дека еврејскиот не може да се преведе дословно, а е преведен на англиски, македонски, кинески, турски, каџисти, значи секој тука ја по своje како ќе си го протолкува да е најслично на тоа таму што го прочитал, ја креира книгава. И сега ние читаме расипан телефонот, нува ти си му шепнал ракета, на првиот, на 10-тиот стигнало вода. Едно со друго нема допирна точка. Така и ова мене ми звучи работава, но прост народ најлесно е да го заведеш, да го ставиш у филм, да го убедиш. И сега тоа која со векови, со столетија, со корени, фамилиарни, влечено, билдано, праено, и ти тука кај можеш да му смениш него размислувањето. Тоа е војна, он со смрт ќе го брани тоа, испаѓа го правиш ти него будала и цела негова фамилија покоренија уназад, а гледаме за еден куп работи дека како им свирне на лидериве што се по, ја што ги викам, религиски партии, така се менуваат работите. До кој век беше она лета глави ако кажеш ти дека не сме центар на свемирот, па кога искочи дурбин телескоп таму што беше лупа, кога виде и папата и овој Вансвеленскиот што е патриарх, и кога видоа сите тамбураши, и стварно не сме биле центарот, сонцето било. А сонцето било па само за нашава галаксија која е зрно у свемир. И уствари што ги потепале до тогаш луѓено што ги правеле вештери, што ги беселе глави летале, не важи, од сега не сме центар, извинете, тераме дали. И така за еден куп работи. Ево дека на слика, we are not alone in the cosmos. Овие четворица луѓе, кој не знае, нека види кој е. Овој пример едниот е